Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was held, turnout was high, and the public gave their verdict. There must be no attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum. Уште не стасана во Даунинг Стрит 10, Тереза Меј потврди дека Велика Британија ќе излезе од Европската Унија. Оваа изјава остави барем неколку милиони несрекни британци, оние кои сакаат да останат дел од Унијата и кои во само неколку дена собраа околу 2 милиони потписи за нов референдум. И сега мораат да си бараат чаре, да се помират со неевропската судбина или да си бараат нова држава. Тука се уфрли Романија и покажа дека има смисол за британски хумор. Весникот Гандул предложи романците да ги усвојат сите британци разочарани од Брекзитот. Не е случајно што оваа идеја стаса токму од Романија. Откако Велика Британија на 1 јануари 2014 година го отвори работниот пазар за романците, над 110.000 романци за само една година решија среќата да ја побараат на британскиот остров. За време на референдумската кампања, главниот аргумент на брекзитовците беше и европската емиграција од екс-комунистичките земји. Брекзитовците им ставија на знаење на овие луѓе дека не се многу добре дојдени во Велика Британија. Весникот Гандул напиша: Драги британци кои верувате во обединета Европа, напуштете ги брекзитовците, кавгите со нив и лошата клима и почнете прекрасен нов живот во прегратките на сакана романска фамилија. Весникот имаше порака и за романците со вешта игра на зборови од англискиот збор Remain, од кој беше компониран зборот Remainian, кој ги означува луѓето кои гласаа за останување во Унијата. Збор кој наликува како капка на зборот романец на англиски и кој се изговара Romanian. Другари романци, честните луѓе кои гласале останување, ги делат европските вредности и заслужуваат да бидат дел од вашето семејство. Ајде да бидеме доброволци, за да може секој Рименијан да биде усвоен од еден Роменијан. Во меѓувреме, Нова откри зошто комесарот Хан го нема нигде жив да се појави. Не се крие од нас, се крие од шкотските новинари, кои упорно бараат интервју со комесарот за проширување, сакаат во Унијата како и ние. Затоа ние имаме предлог: секој жител на Македонија да усвои еден шкотланџанец. Добро, со тоа нема веднаш да станат членки на Унијата, ама ќе бидат кандидати. Со оглед на нашето сонце, повеќе нема да се грижат за темните Брекзит облаци надвиснати над шкотското небо.